Кои алатки користиме за проектирање? Да, значи модернизацијата на делот на проектирање или воведувањето на софтверите кои што овозможуваат полесно проектирање е неминовно позитивно, затоа што на многу полесен начин може да се следи целиот проект. Ако порано градежните инженери проектирале на хартија и ги влечеле трасите и слично, за некакво поместување на трасата требало доста повеќе време. Сега овие нови софтвери кои што се користат за проектирање на транспортната инфраструктура, особено воведувањето на BIM, значајно ја олеснува проектантската анализа или самите проекти кои што треба да бидат дадени во изработка. Зашто е тоа така? Затоа што при самото проектирање можете да ги следите сите фази на проектот, не само трасата, да ги следите фазите на напредување на мостовите, фазите на напредување на тунелите, местоположба точно на пропустите, одводнување и слично. Се е тоа една симбиоза, ќе кажем, која што не може да иде посебно. Сето тоа иде напоредно како се врши проектирањето и едноставно стигате до моментот на динамички план, добивање на точен план за тоа кога ќе се почне, во која фаза што ќе се изведува од проектот и кога би требало да заврши. Секогаш во овие кај изведувачите, во нивните канцеларии, кога ќе идете на било каде на терен, имате огромен календар каде што во најголем дел се запишани деновите кои што се планирани да врнат дожд, да паѓа снег и слично, каде што едноставно тој динамички план кој што вие сте го направиле мора да претрпи некакви промени, но не е тоа дека застанува проектот па сега ќе чекаме. Има многу пропратни работи кои што го следат